Во САД се преземаат мерки за спречување и управување со инциденти на антисемитизам и исламофобија поврзани со војната меѓу Израел и Хамас. Новинарката Вероника Балдерас Иглесијас од Гласот на Америка разговараше со неколку студенти кои ја поддржуваат слободата на говорот со одредени ограничувања. Генерално, еврејските американци представуваат 2% од населението на САД, но ние сме цел на 55% од сите злосторства поврзани со омраза врз основа на религија, регистрирани од FBI. Лигата против клевета проценува дека антисемитските инциденти се зголемени за речиси 300% од 7 октомври. Белата куќа го осуди пропалестинскиот митинг на 3 декември пред ресторан во собственост на израелец и американец во Филаделфија, каде што демонстрантите извикуваа слогани за геноцид. Гувернерот на Пенсилванија Џош Шапиро повторно објави видео од инцидентот на X, поранешен Твитер, што Гласот на Америка не може независно да го потврди. Лигата против клевета откри дека речиси 3 од 4 еврејски студенти пријавиле дека доживеале антисемитизам во неодамнешно истражување. Претседателите на 3 приватни американски универзитети сведочеа пред Конгресот за сериозноста на проблемот и како да ги заштитат студентите. Ги зголемивме безбедносните мерки, ги проширивме каналите за известување и ги зголемивме услугите за советување, ментално здравје и поддршка. Онаму каде што се идентификувани лица кои ги извршиле овие дела, ние покренуваме дисциплинска постапка и ангажираме спроведување на законот. Започнуваме напор наречен за станување заедно против омразата, со нагласување на образованието и градење заедница, особено во нашите резиденцијални сали. Покрај борбата против антисемитизмот, ќе се осврнеме и на исламофобијата која е во пораст. Пол Алвин од Универзитетот Џорџ Мејсон вели дека училиштето има речиси секоја недела протести во кампусот поврзани со војната меѓу Израел и Хамас. Нашиот факултет обезбедува учење и колоквиуми на кои луѓето се поканети за да научат повеќе и подобро да го разберат контекстот на она што се случува на другата страна на светот. Се надеваме дека ќе донесат подобро разбирање и дискурс за ова. Неколку студенти на Џорџ Мејсон изјавија за Гласот на Америка дека ја поддржуваат слободата на изразување на универзитетите со одредени ограничувања. Ако имате негативни ставови за одредена популација, технички би сакала тие ставови да се чуваат само за себе. Студентите исто така велат дека тензиите ќе се зголемат или ќе опаднат во кампусите низ САД, а тоа во голема мера ќе зависи од тоа како ќе се развива ситуацијата на Блискиот Исток.